председателе, почитуван колега Крмов, во вашиот говор кажавте дека ова што се случува во собранието било за да се зголеми мнозинството, но тоа зголемување остана на тие 64 и јас мислам дека ниту тие 64 ги немаат, затоа е ова ситуација во собранието, но ќе видиме понатака што ќе се случува. Се осврнавте на тоа дека колегите од СДСМ зборуваат непрекинато дека сме оделе во Европа и тие го воделе европскиот пат на Република Македонија, што апсолутно е неточно, како што кажавте и вие, и како што всушност е реалноста во Република Македонија. Ова е пазар 3 коалиција, сите знаеме зашто е ова коалиција. Ова коалиција е за спасување на кожата на Димитар Ковачевски и кожата на Артан Груби. Само за тоа е ова коалиција и за тоа е ова политичко пазарење и влегување на алијанса во владата. СДСМ служи само како пожарникари за гаснење на огнот во Дуи што се случува, со тоа што ќе вметнат и алијанса во владата и така да го изгаснат тој оган што се случува во Дуи. Почитувани, во Европа не се оди со криминалци и Европа не сака криминалци. И додека криминалци ја водат оваа држава, ние нема да влеземе во Европска Унија. Во Европска Унија не се оди со влада која што својата држава ќе ја донесе на 111-то место по перцепција на корупција, па следната година тоа што сме дошле на 85-то место да го прикажува како невиден успех. Во Европа не се оди со влада која што има 346 постапки без објавена јавна набавка, а вредноста на овие постапки е 65 милиони евра. А немаше храброст една таква постапка да објави без тендер и да го набави лекот за болните од цистична фиброза. Но имаше храброст да објави 346 вакви постапки во вредност од 65 милиони евра, само за некој да ги искраде тие пари. Со криминалци не се оди во Европа, почитувани колеги. Вие тоа го знаете, го знае и цела Европска Унија. На анкетата 30% од... Реплика Петар Ристевски.